благодарам на Бога што ми дава сили да ја овоплотам оваа приказна по Негова волја. Му благодарам што ме крепи во земните битки и искушенија со незнабожците. Му благодарам што ја создал Македонија, македонците и македонската култура како поука за духовноста. Слава ти, Оче небесен, слава ти, Христосе. На почетокот погледнете оваа пиета, божествена преградка на Исус и Марија. Тоа е камена пластика најдена во Дион, датирана во времето на Александар Македонецот. Време кога тој сонуваше да го обедини светот. Додека чекорам низ Дион и размислувам како да ја започнам приказната за светиот град на македонците, а да не се возгордеам пред Господа. И имам длабока духовна сетивност дека влегувам во Божјо време, во време за единство со Создателот, Отецот Небесен. Во документарниот филм Со Господ во срцето изговорив дека за да се создава македонска култура треба да се влезе во Божјо време. И верувам дека тоа навистина е така. Нашиот благословен, посветен и богодаруван македонски народ имал свој град светилиште уште во антиката. Или пак да ве подсетам на светата обредна гора Кокино, која во исто време и обсерваторија и на која е најден по прецизен календар за звездите 1400 години пред Метон од Атина. И да ве подсетам дека Македонија е наречена папок на светот, дека во неа се случуваат духовни проблеснувања на одредени временски циклуси, за да не подсетат на даровите на Духот Свети и на Бога, кои ги ползуваме и денес. Оваа икона на камена пластика, на која се гледа Богородица со Исус, е најдена во Дион. Ние можеме да речеме дека се тоа Дионис и Семела, или пак да се подсетиме на нашиот кокински предок, кој исто така сакаше, чекаше, знаеше дека ќе дојде ден кога ќе се случи свет брак, хиерос гамос, меѓу небесен Отец и земна мајка, духовно родение на Богот човек, како победа на животот пред смртта, приказна која постојано е присутна во македонската земја, како сооднос со Бог и денес во Исуса Христа. Денес имаме религиски печат на тоа очекување да се овоплоти Богочовекот со Исуса, преку благовестието на Архангелот Гаврил и Света Богородица, која бесемено го роди Христоса. Во Евангелие по Јован се вели: ако некој не се роди од дозгора, нема да може да го види Царството Божјо. И уште, ако некој не се роди од вода и дух, нема да може да влезе во Царството Божјо. Значи се работи за духовно родение. Верувајте дека се работи за длабока милениумска врска на Македонија, македонците и македонската култура со Бога, со насушна потреба да се биде едно со Него, со вкоренет сооднос и потреба од родение на Богот човек, кој ќе им помогне да дојдат до Божјото царство на небесата. Тоа е приказната на Кокино, на неолитскиот обреден театар, тоа е приказната за Дионис, Семела и Отецот, и сетне, тоа е духовната вистина, онаа светлина и вистина, која денес ја изживееме во Исус Христовата жртва. Македонската култура е посветена на Бога. Погледнете ги овие камени скулптури, капитоли, градби. Тие сведочат токму за тоа. Дион е свет град, посветен на Отецот, Теос, Дзеус, кој најнакрај го испрати Исуса Христа како спасител на светот. Затоа е духовно богата македонската култура во песните, ората, носиите, обредните игри и денес. Тоа е жив сооднос, потреба да се игра, пее, твори, создава и слави за Господа. Култот кон водата во македонската култура присутен и денес во свети води именувани по христијански светии. Ги има во Дион. Да не заборавиме дека митскиот македонски цар Орфеј со обреди на вода им ги простувал гревовите, молејќи се на камени плочки. Дел од тие молитви се дојдени до нас и денес преку Батаклиев, како молитвата на Тиха, која почнува вака:
Судбо, владетелко блага, те каниме на нашите празненства. Се работи за покана со нас да живее, да игра, да действува Бог. Ја кажувале актерите пред почетокот на представите. Истота подсетува на христијанска молитва. Да не заборавиме дека Исус е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан, дека имаме крштевање со вода и крштевање со Свети Дух, дека имаме и крстена вода. Јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате и кому јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам, се вели во Евангелие Јованово. Во Дион имало канали за топла и ладна вода. Да не го заборавиме и Говрлево крај Скопје, каде е ископан Адам од Говрлево и е најден исто така канал за вода, а тоа е датација 5000 години пред Исуса Христа. Едно е сигурно, Дион е свет град, свето место. Таму македонците пееле, играле и го славеле Бога. Се што работеле му посветувале нему. Пред секоја работа, битка, одлука се молеле. Можеме ли да го протолкуваме сонот на Александар да го обедини светот, да направи светска заедница на рамноправни народи која не е остварена ни денес? Чекорам низ Дион и размислувам зошто ги негираат и гонат македонците и се сеќавам на Исусовата. Помнете го зборот што ви го реков, слугата не е поголем од својот господар. Ако ме гонеа мене, ќе ве гонат и вас. Ако го пазеа моето слово, ќе го пазат и вашето. Јован, 15 стих, 20. Се подразбира дека суштински се работи за битка меѓу светлината и мракот, духовноста и душевноста, меѓу Исус и сатаната, а тоа е познатата армакедонска битка, после која Господ ќе не крене како Божја црква на небесата. Но само ако го избереме Исус Христос за Спасител, запишано во откровенијата на Свети Јован Богословот. Познавам еден македонец кој дојде во Дион, клекна на колена, додека во неговата земја беснееше војната и се помоли на Бога. Земи ме мене, спаси го мојот народ. Но тоа е тема за некоја наредна приказна. Дион е непознат за македонската наука. Во него можете да најдете мозаици со крстови пред Исуса, да најдете надписи на раниот Хомеров јазик, кои го зборуваат славо македонците од Леринско според Константин Чулкас. Чулкас, учител по грчки во Битола, кој го најдоа обесен. Уште една жртва на темнината, нападнатиот ангел. Кај Пандермалис има податок дека старите македонци имале олимпски игри во Дион под Олимп. Тоа се игри во чест на 12 олимпски богови, подразлични од оние во селото Олимпија, кои се локална прослава. Во истата книга има цитат на надгробен споменик најден во Дион, кој гласи: умрел рано и неговото тело е предадено на земјата Македонија. А ќе споменам и надпис на надгробен споменик поместен кај Неритон Чека, најден во Драч, кој гласи: земјата Македонија ме прими, бидејќи тука завршува мојата судба. Дион, кој денес е во Република Грција, и Драч, кој е во Република Албанија, биле македонска земја. Да не заборавиме дека полуостровот до 1903 се нарекувал Македонски, кога султанот со декрет го преименувал во Рум Милет, оти името Македонија го бунтувало народот. Во Дион има систем на взаемност меѓу македонецот и Отецот Небесен, Создателот. Тоа не сме го одредиле ние, туку Господ. Метричките ора од антиката се ора кои денес се играат во македонската народна култура. Дактилот, кој е Хомеровиот ритам, е ритам во современиот македонски јазик. Пејанот е основна стапка на македонското оро. Јамбот е орото на Дионис. Има едно оро копачка, кој е божествен дамар, дар од Бога, дојдено од Драма во Егејско и денес се игра во селото Драмче, Делчевско. Тешкото е оро кое се играло во антиката под името Карпеа, и сите тие се Дион Исусови ора кои ги играме и денеска, слава му на Бога. Илијадата на Хомер е напишана во 17 осминскиот такт
на македонското оро. Код на македонската култура, да се пее и да се игра за слава на Господа. Орфеј, митскиот македонски цар, им ги дал словата на македонците и тракијците. Да не заборавиме дека свети Кирил и Методија и свети Климент и Наум се Исусови свети и дека словата кои Господ ни ги дарувал преку ними се од Бога. Да не заборавиме дека македонскиот средновековен јазик е од Бога, тогаш кој не се согласува дека тој суштествува? Кому му пречи таа богодадена светлина и вистина? За Дион се возев со автобус полн со чешки туристи. Кога водичот слушна за мене, им кажа на сите преку разгласот дека со нив има еден вистински македонец и тие воскликнаа и ракоплескаа. Потоа, во театарот во Дион им кажував стихови од представата за Едисонце од ликот на Александар Македонецот. Беше тоа сведоштво на македонскиот актер. Христијанскиот блок Правоверие ме обвини за паганизам од и одам на Кокино. Чеда возлюбени, мене Господ ми вели никого да не нарекувам поган, вели апостолот Петар во Светото Писмо. Може би треба да почнат за почеток да ја читаат Библијата нашите христијани. На Кокино одам да се молам во молитвен литургиски театар за спасение на мојот народ, македонците. Нешто што е милениумска традиција во нашата света, богодарувана култура. Зошто толку долго Дион беше неистражен? Каде се камењата од театарот во Дион? Зошто и македонската наука си тихуваше? Зошто? Очевици ми велат дека камењата од театарот, затоа што се пишувани на македонскиот јазик, се фрлани во морето. Прости им оче, ако на вистина не знаеле што прават. Да не заборавиме дека словата се свети и се од Бога. Еве Евангелие Јованово. На почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Се стана преку Него, и без Него ништо не стана што постана. И Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. Станува збор за Словото кое станува тело, станува збор за овоплотување. Во театарот во Дион има подземни и надземни простории и канали за топла и ладна вода. Да не го заборавиме принципот на македонскиот драмски автор Еврипид, кој беше дворски хроничар на македонскиот цар Архелај, кој побегна од Атина заради цензурата и која напиша најпознатата и највредна трагедија Баханалии, вдахновен од македонските царски слави на Бога. Тој на крајот на представата секогаш го повикува Бог да пресече, и тој принцип се нарекува Deus en Machina. Замислете дека е непознат за македонската театрологија. Така е кога македонска драма ќе ви предаваат метоци и чужденци. На крајот на театарската представа, после играта, според Еврипид, се повикува Господ да пресече. Би требало овој принцип да го вардат и современите македонски актери за својата безбедност и духовност. И во Хомеровата Илијада се повикува Бог во првиот стих кој гласи: Гневот, о Божице, спеј го на Ахила, синот Пелеев. Дион по едно толкување значи ден и светлина. Ако се подели името на Дионис, ќе се добие Дион и Исус. Не верувам дека сето тоа е случајно. Тоа е систем на однос кон Бог и очекување на Месијата Христос од поодамна. Има уште двамина кои налекуваат на Исус, историски потврдени на македонскиве простори. Едниот е Аполоновиот свештенослужител Хрис, чија што ќерка ја пленил Агамемнон во Тројанската војна, а другиот е Хрисип Стоикот, кој велеше се е таткото, се е синот. Недостасува само светиот дух утешител. Како е тоа можно? Па нели треба да се влезе во Божјо време, за да се создава во мајка Македонија. Во едно времие, каде минатото, сегашноста и днината се порамнуваат пред Бога. Во Дион можете да видите како од еден религиски систем никнува се преобразува другиот. На темел на антички храмови се градат христијански базилики. Сетете се на манастирот во Трескавец, црквата Света Богородица
изграден на храм на Аполон и многу други, како на пример мозаик од црквата Свети Ѓорги во Охрид со символот на Александар, кој подосна го превзема Адолф Хитлер самосвртен наопаку, символ на крстот во движење. На христијаните на Македонскиот полуостров им порачувам во името на Исуса Христа да ги признаат своите браќа македонците, да побараат прошка за сета гибел која ја сториле врзними со векови и да ги отвориме границите и да живееме како христијани и пријатели. Отинели сите сме едно во Исуса. Браќа грци, бугари, албанци, срби, побарајте прошка и признајте го она што го признава Отецот, Синот и Светиот Дух, Македонецот. Сетете се на апостолот Павле и неговиот сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди, дојди во Македонија и помогни ни. Запишано во дела апостолски. И понатаму светиот Божји стих од Новиот Завет. По тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија, оти Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Значи се работи за повик на Бог за Македонија, да се шири светото Евангелие, светиот Божји збор. На македонските политичари ги молам да се покорат пред Бога, да се понизат пред Бога и Бог ќе ги подигне, да ја читаат Библијата, да се покајат за гревовите, да не крадат и да го рамкосуваат сопствениот народ, да не се врзуваат за материјалното, туку да се сетат на духовното и на Бог, на зборовите на Исус Христос. Остави се земно и врви по мене. Зошто ви го говорам сето ова? Јас сум молитвен војник на Исуса Христа. Ја остварувам својата земна мисија и се молам за вас да го изберете спасението на Исус, животот наспроти смртта. Македонија е една света кота на Господа, папок на светот, место за родение, вознес, слова на Бога, богодарувана и благословена со песни и ора, слова и молитви, со духовност и единство со Бог, земја Исусова. Македонија е и место за крштевање со Свети Дух и духовноста. И затоа, македонци мои, сетете се кој сте и што сте, и изберете го Исуса и спасете се. Ар Македон, ести, станете мртви, да влезат живи. Се води духовна војна и вие сте дел од неа. Видливото произлегува од невидливото. Видливото е минливо, а невидливото е вечно, како што вели Светото Писмо. Направете го својот конечен избор, македонци мои, изберете го спасението пред Исуса.